Како што кажав на самиот почеток, почитувани гледачи, овој понеделник ќе разговараме на тема од областа на здравството. За таа цел гостин во нашето студио денес е директорот на јавната здравствена установа, Здравствен дом Кавадарци, доктор Никола Трендафилов. Добро утро за вас и добре ни дојдовте. Добро утро и за вас и за гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам на поканата. Доктор Трендафилов, би сакала на самиот почеток од нашиот разговор да споменеме нешто општо околу функционирањето на здравствениот дом во Кавадарци, колкав број на персонал се грижи за здравието на граѓаните и дали здравствени услуги добиваат само жителите од Кавадарци или од други општини? Така, значи јавната здравствена установа Здравствен дом Кавадарци брои 90 вработени. Во таа бројка спаѓаат лекари, медицински сестри, возачи во итната медицинска помош и друг медицински соработници и друг персонал. Здравствен дом Кавадарци ги покрива две општини покрива. Всушност порано беа и 3 општини заедно со општина Конопиште, која што сега е фузирана од пред 10 години и повеќе со општина Кавадарци повторно. Значи околу 45.000 луѓе се корисници на услугите на нашата здравствена установа. Просторот, значи, кој што го покриваме е доста голем. Посебно, нели, општината Кавадарци со поранешната општина Конопиште зафаќа оди се до грчката граница. Значи имаме места кои што се оддалечени од центарот на нашата здравствена установа и до 50 километри. Бидејќи двете институции се јавни здравствени установи, често пати се случува да ги помешаме дејностите на здравствениот дом и општата болница. Можеме ли да ги разграничиме, да објасниме што е дејност на едната, а што на другата установа? Така, значи Кавадарци, како и еден добар дел од градовите, поголемите градови во нашата држава, имаат две јавни здравствени установи, Здравствен дом и општа болница. Значи на неполни 2 километри од Здравствениот дом Кавадарци е и општата болница во Кавадарци. Општата болница покрива дејност од секундарната здравствена заштита, значи специјалистичко-консултативна здравствена заштита со има и одели каде што и лежат пациенти после операции или после некои посериозни здравствени настани кои што се случуваат на населението, додека Здравствениот дом Кавадарци неговата дејност е од примарната здравствена заштита, вака медицински кажано, односно што значи тоа? Тоа е се на прво место тука е превентивата, итната медицинска помош, значи превентивата од страна на детска стоматологија, од страна на вакцинации, систематски прегледи, потоа имаме биохемиска лабораторија, спортска медицина и ми се чини дека не пропуштив ништо. Тоа се службите кои што функционираат. Значи тие се службите кои што функционираат во Здравствениот дом Кавадарци, точно. Дали во изминатиот период во Здравствениот дом се извршени инфраструктурни зафати во насока на подобрување на работењето на условите за работа и обезбедување на поквалитетна услуга за пациентите? Така. Значи објектите во кои што се работи, па и опремата која што имаме од страна и на возила и на друга опрема во нашата здравствена установа, до пред некое време, значи тоа станува збор за стари објекти кои што се по 50 па и повеќе години стари. И значи како и секоја куќа, нели, како и секое домаќинство за 50 години се амортизира и за многу пократко. Така да неопходно е за нормално функционирање на самата здравствена установа, за обезбедување на нормални услови за работа на вработените, на лекарите, на медицинските сестри, на комплетно на персоналот, а и пред се за обезбедување на поквалитетна здравствена заштита на корисниците на здравствените услуги, потребно е да се створат некои услови за работа, релативно добри услови за работа. Значи, во таа насока, прво би спомнал дека имаме две нови веќе
од пред 3 години, 3,5 години, 2 нови амбулантни возила на итната медицинска помош, значи опремени со одлична опрема. Со тоа нивото и квалитетот на итната медицинска помош, брзината со која што се стигнува, опремата со која што се интервенира, дојде на многу повисоко ниво од порано. Инфраструктурните објекти беа со стари кровови, стара фасада, стари прозори кои што не дихтуваат. Значи, комплетно се променети во службите во итната медицинска помош, во службата за детска превентива, односно вакцинации и систематски прегледи, во детската стоматологија. Сега наскоро значи реновираме и кај матичните лекари, значи здравствен дом покрај тоа што дава услуги на пациентите преку нашата јавна здравствена установа, здравствен дом и изнајмува објекти на концесионери матични лекари и матични стоматолози. Значи, успеавме комплетно да го реновираме објектот кај што се сместени педиатрите, матичните педиатри и специјалистите по училишна медицина. Значи, таму оваа година, значи променета е таму, променете кровот, фасадата, ПВЦ столаријата комплетно променета. Значи, ПВЦ столаријата буквално сите објекти ни е променета и со тоа се надеваме и ствараме подобри услови за работа и на персоналот и за корисниците на нашите здравствени услуги. Во биохемиската лабораторија имаме набавено нов биохемиски анализер. Со тоа реновиравме, значи, и таму и кров и ентериерно и се надевам стануваме поатрактивни за граѓаните кои што се бидат посигурни на некој начин во тоа. Значи, секој сака таму каде што оди да има нова опрема, добро обучен кадар и конечно да биде добро средено за да може да ги без проблем да ги користи нашите услуги. Покрај инфраструктурата се спроведуваат ли континуирани обуки за персоналот повторно во насока на подобрување на услугата која што ја добиваат пациентите? Така, значи знаат и гледачите, еве да повториме дека од пред 2,5-3 години е отпочнато со едукација на лекари во странство. Конкретно здравствен дом Кавадарци, да не речам секој месец има испратено секој месец има испратено по некој лекар во здравствените центри во соседството, каде што се разбира се стекнуваат сознање, разменуваат мислење со колеги и со тоа, значи, самите стануваат подобри лекари, а со тоа и позитивно се влијае на нивната работа во однос на населението. Инаку исто така имаме отпочнато, еве тука во медицински симулацијски центар кој што е во Велес за нашиот регион седиштето. Значи, веќе се одржаат 2 циклуси на обука за вработените во итната медицинска помош, че има уште еден циклус, значи тоа не е сето како законска обврска, се во насока на подобрување на квалитетот на работата на персоналот за пружање на подобри здравствени услуги. Инаку, тука би сакал да се надоврзам колку е потребна таа едукација како за лекарите, така и за самото население. Значи, конкретно во насока на итната медицинска помош. Затоа што сите имаме, или поголем дел од нас имаме положено возачки испит, значи имаме возачка дозвола. Возачката дозвола
за да ја добиеме, еден дел е полагање на курс по прва помош или на медицинска помош, како да речеме. Значи, секогаш кога се случува престанок на работа на срце, пациентот, засегнатиот, има 3-4 минути да се почне со срцево белодробно оживување, доколку не се почне во тие 3-4 минути, за џабе брза помош доселат 5 минути. Значи, да го сватат сите сериозно полагањето на прва помош, затоа што тие 2-3 минути треба тој најблискиот да му ги купи на, условно кажано, на човекот кој што престанало срцето да му чука. Значи, и токму затоа успехот на реанимациите е релативно низок во светски рамки, општо. Затоа што ретко кој се ќе почне масажа на срце. А доколку во основа една проверка на пулсот само, и не мора на пулсот да се проверува. Значи, ние не викаме, кога ги правиме курсовите, не треба пулсот да се проверува. Доволно е да утврдиме дека пациентот не диша. 10 на 15 секунди. И тоа е многу. Значи, ние во курсевите кои што ги правиме, викаме 5 секунди, 10 секунди, што е можно пократко. Доколку пациентот не дише, отпочнете со срцево белодробно. Значи, една масажа на срце, каква и да е, значи сепак таа треба нели добар да биде 5 до 6 сантиметри длабочина, треба да има, не е само да се прави колку за треба да има ефект. Треба да има ефект. Меѓутоа, апелот мој е посебно до овие младите генерации кои што сега полагаат сериозно да ја сватат првата помош која што ја полагаат за возачи, затоа што може на некој нивни близок животот да му го спаси. И затоа, кога ќе се јават на брза помош кај нас, на идна медицинска помош на 194, доаѓајте веднаш, не го исклучувајте телефонот. Значи, може би имаме нешто да ви кажеме, кое што ќе ви помогне да му се спаси животот на загрозени. Колку е оддалеченоста до закази. Значи, прво, не се знае колку е оддалеченоста. Помошта стручна која што би дошла од другата страна на слушалката, знаете како, нас секако дека дури да тргнеме ни треба 1 минута. Значи, треба да возилото да отидеме, треба да се запали возилото, така нели? Значи, тоа се и најблиску да е, сигурно дека по 2-3 минути ќе поминат, да е најблиску тука на 200 метри да е. Еве сега тука јас доаѓав од Кавадарци до Велес, значи како и да минувам од влезот на Велес до вашата телевизија 10 минути поминуваат. Еден семафор, уште еден семафор. Значи затоа немојте луѓе да не разберете и нас, значи не сакаме веднаш ќе тргне екипата на идна медицинска помош. Нема да се задржуваме ни најмалку. Меѓутоа не го затварајте телефонот, дозволете ни ние да го затвориме, да речеме дека да не ја држиме линијата. Затоа што ако утврдиме дека може да ве прашаме дали дише пациентот, дали не дише пациентот во безсознание, ако е во безсознание како да го завртите настрана да ви покажеме. Значи може сега да е во безсознание пациентот, да го оставите да лежи на грб легнат и да се направи да нема отворен дишен пат, а едно завртување само настрана ќе овозможи да се отвори дишниот пат и да безбедно да стигне брзата помош. Значи некои едноставни совети кои што треба во тој момент да значат. Точно, и значат. Многу често значат. Дали е потребно нешто што недостасува моментално во здравствениот дом или нешто на што може би се работи? Да, стално нешто недостасува, како и во секоја куќа, пак ќе спомнам. Значи, моментално возниот парк кој што секако дека, значи покрај овие двете возила во итната медицинска помош, има уште 5 возила кои што ги користиме за сега нели имаме рурален доктор, посетуваме значи ги посетуваме руралните средини во општините Кавадарци и Росоман. Значи ја доближуваме здравствената заштита до овие луѓе кои што во многу од нив, пример во многу села, никогаш доктори не одел или до одел беше тоа 10 години и повеќе прекинато како пракса. Значи,
возилата се континуирано гледаме да го обновиме. Сега имаме за уште едно санитетско возило, имаме јавна набавка, така да очекуваме за 2 месеци старото возило кое што е сигурно 17 години и кое што за поправки се даваат секоја година многу средства. Ние со купување на ново возило Би заштеделе повеќе. Точно така. Точно така. Значи планираме ергометриски стрес тест да набавиме за службата по спортска медицина, значи со што би се подобрили условите и за рекреативци, и за спортисти, за тестирање нивно, за да можат безбедно да се бават со спорт, со спортски активности. Нешто инфраструктурно планираме во текот на летото сега, нели, да поработиме така, да континуирано, значи Како што кажете, вие сегогаш може да се направи повеќе. Да, значи овие се покрупните работи кои што ни се во план. Меѓутоа секогаш има што да се направи дополнително. На кој начин се финансирани поголем дел од проектите? Така, значи спомнавме преска, бевме дел од во 2013 година, дел од проектот на владата за реконструкција на јавните здравствени установи во нашата држава. Значи, тогаш беа реконструирани спортска медицина, значи вакцинациите, систематските прегледи, матичните педиатри, училишна медицина и детската стоматологија и дел од итната медицинска помош. Тоа беше околу 2,5 милиони денари тогаш беа инвестирани, значи влеговме во проектот на владата. Слушаме нели континуирано дека еден добар дел од јавните здравствени установи се реновираат низ целата држава. Имаме добра соработка и со општина Кавадарци, и со советот, и со градоначалникот, и со општина Росоман, така да добиваме помош од таму. И нели ние сме финансирани од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, така да и од таму црпиме средства, значи тоа ни се оние што ги викаме, значи имаме дел сопствени приходи, дел приходи од Фондот за здравствено осигурување и значи од овие 3 извори со домаќинско работење гледаме да реконструираме и да подобриме колку што можеме повеќе. Од голема важност во работата на овие установи и устварувањето на заштеди кои што можат подоцна да се пренаменат за проектите кои што ги споминавме погоре. Како стои на тоа поле здравствениот дом во Кавадарци? Така, значи неколку примери само тука може да се дадат, точно тоа е многу битен сегмент, затоа што независно колку средства ќе ни доаѓаат, доколку тие средства ненаменски се трошат, нема да може да се реновира ништо. Конкретно, значи јас сум директор на здравствената установа Здравствен дом Кавадарци 3 години. Значи пред 3 години имавме случај да имаме сметки за вода кои што беа астрономско високи. Значи немаше логика да здравствен дом да ја троши таа вода, меѓутоа водата, водомерите се беше проверено со тука една благодарност до јавното претпријатие Комуналец од Кавадарци и утврдивме дека загуба на вода има, меѓутоа не знаевме каде оди водата. Така, поради кои причини? Да. Значи со една инвестиција која што може траеше околу 2 месеци, со многу копање, со многу работа, значи јас верувам дека и на пациентите и на вработените кога се копа, кога се прави, кога се буши, на никого не му е пријатно. Меѓутоа со една инвестиција од околу 60.000 денари со сестрана помош на јавното претпријатие Комуналец, значи здравствен дом успеа да ја за туку речи за 2/3 и повеќе да ја намали сметката за вода. И тоа вака во средства би било, значи годишно ни остануваат сега по околу туку речи 500.000 денари средства кои што сме ги давале за вода. А за вложени само 60.000 денари. Со вложени 60.000, значи за санација, точно. Значи по
позитивни работи тука имаме. Таа вода која што се губела некаде во системот на, значи тоа се згради, рековме, нели 50 години па и постари, значи која што се губила некаде, таа сега ќе може да оди во системот водоводен на општина Кавадарци, да ја користат граѓаните, а од друга страна огромна заштеда останува за јавната здравствена установа Здравствен дом Кавадарци и тие средства може наменски да се наменат за реновирање или за било што, Значи комплетно тука тогаш го спомнав примерот и со возило и со биохемискиот анализер, значи новиот сега биохемиски анализер троши 3 пати помалку реагенци отколку што троши стариот анализер. И ние, значи, прва работа имаме нов современ анализер и втора работа, значи средствата што сме ги инвестирале во новиот анализер ги враќаме за 2 до 3 години, пример. А анализерот ќе си остане и средствата за заштедени остануваат. Она на што би сакала да посветиме повеќе внимание во остатокот од нашиот разговор е состојбата со вакцините. Многумина родители имаат дилеми по однос на ова прашање. Кој е вашиот став? Така. Значи живееме во еден високо дигитализиран свет, значи интернет свет, значи свет каде што, значи порано било тешко да се дојде до информација. Сега до информациите се доаѓа многу лесно, меѓутоа има еден проблем тука што квалитетот на информацијата до која што доаѓа населението е проблематичен. Да. Значи релевантноста и квалитетот на информацијата имаме од апсолутна вистина, научно подкрепена, до најлоши информации, значи добиени од форуми, од рекла кажала, каде што нема никаква научна оправданост, меѓутоа митовите, што ги велам за вакцините, од кога ќе се пуштат во етер, значи во информатичкиот простор, потоа многу тешко ни оди да го докажеме спротивното, односно да докажеме дека се невистините. Значи, јас во однос на прашањето само една работа ќе ви одговорам. Јас имам 3 деца. Значи, черка на 8 години, синот ми е 5 години и уште еден син имам 3 години. Значи, сите 3 деца ми се вакцинирани согласно календарот за вакцини во Република Македонија актуелен. Поголем доказ дека вакцините се безбедни, јас мислам дека не можам да ви дадам, затоа што сите читаме и мене не ми е пријатно кога ќе прочитам на некој форум дека од вакцината тоа и тоа не знам му се случило на некој детенце. Меѓутоа, ако нешто е најсвето во животот на еден човек, тоа е детето собствено и нема тука никаква дилема во однос на тоа дали се позитивни вакцините или не се позитивни вакцините. Значи, научна расправа тука не може да има, затоа што нема, другата страна нема докази никакви релевантни. Значи, јас велам, дајте еден доказ, една студија која што е излезена во релевантно медицинско списание, која што вели дека вакцината предизвикува не знам што. Дајте доказ, значи еве конкретно МРП ќе го спомниме со аутизмот кој што е многу актуелен. Значи дајте еден доказ, значи една студија има излезна 98 година, повлечена е таа, докторот кој што ја направил студијата му одземена лиценцата. А студија има на стотици илјади деца. Најнова има американска од 2015 година, каде што никаква причинско-последична врска не се наоѓа меѓу вакцините и било какви сериозни заболувања. Значи, да бидеме начисто, со самото пиење на една чаша вода, ние се доведуваме во ризик да бидеме алергични на нешто што е во водата. Може да бидеме алергични, значи многу
многу посериозни проблеми се алергиите кои што се на храна или каснување од инсекти или тоа не значи дека ние треба да не излегуваме од дома затоа што може некоја пчела да не касне. Или тоа не значи дека треба да не јадеме храна затоа што може да бидеме на пример на домат или на не знам што алергични. Значи вакцините во Македонија се проверени, безбедни и ви велам поголем доказ од ова моите деца се вакцинирани. Сметам дека нема ништо посвето, значи прашајте го лекарот дали неговите деца се вакцинирани. Тоа ќе биде најголем Ако доказ, се вакцинирани неговите деца, сигурно дека не сака лекарот да им наштети на сопствените деца. Што мислите, дали овој проблем или оваа дилема кај родителите постои од секогаш или тоа се јавува со појавата на модерната технологија и со информациите кои што тие ги читаат? Така. Значи јас сакам само неколку работи да спомнам претходно. Вариола вера, една болест која што предизвикувала милиони луѓе кои што умирале од неа. Светска здравствена организација 73-4 мисля, че ние прогласи дека е ерадицирана во светски рамки. Полиото, значи на времето пред 50 години било нормално да се среќаваат деца со патерици или во инвалидски колички, затоа што полиото си го земал својот данок. Со вакцинирањето против детска парализа, веќе ние не гледаме, значи во Македонија години, може би сега не ме фаќате за збор колку, меѓутоа сигурно повеќе од 30 години не е забележан случај на полио. Има неколку држави во светот каде што се уште го има. Значи еве како во Авганистана глобално село. Патуваме и доаѓаме во контакт со тие луѓе. Значи конкретно хемофилус инфлуенца тип Б, понова вакцина, која што е од пред 10 години, не е 7-8 години ми се чини. Значи јас се сеќавам дека мојата ќерка ја вакцинирав хемофилус инфлуенца кога вакцината не беше воведена се уште во Македонија. Главен предизвикувач е таа хемофилус инфлуенца, бактеријата на менингити кај деца. Значи, од менингити, сега ова ми се податоци од Соединетите Американски држави или од Австралија, пример, каде што еве во Западна Австралија имале еден менингит до 2 менингита неделно. Западна Австралија има, значи, може би двојно повеќе население од колку Македонија. Сега нема ниту еден од хемофилус инфлуенца случај годишно. Значи, замислите колку се тоа настрана, еве конкретно, значи за секоја вакцина која што се става, еве конкретно ХПВ вакцината, исто така понова поскапа вакцина. Значи, ХПВ е 300 жени годишно во Македонија заболуваат од рак на грлото на матката. 50 од нив секоја година го губат својот живот. Значи со две вакцини сега кои што се ставаат кај девојчиња на 12 годишна возраст, а ХПВ-то е сексуално пренослива. Не е болест, значи таа точно. Значи симптоми можеби никакви нема да има жената. Меѓутоа вирусот си е присутен. Доколку не се јави на преглед. Точно. Значи тука комбинирано со нели, тоа не значи дека ХПВ ако ставиме не треба да одиме на папа тестови или на редовни гинеколошки тестови. Меѓутоа од овие 50 жени сигурно дека ќе се бројката ќе биде минорна на оние кои што ќе заболат од. Значи тоа се еве во еден период од 20-30 години 1000 жени чиј што живот би им се спасил, а кај нас е вакцината бесплатна и се уште некои луѓе што не можам да сватам одбиваат да си ги вакцинираат своите ќерки. Значи нема медицинска оправданост никаква, користа е огромна и тоа е и препораката. Вакцинирајте ги сопствените деца. Затоа што основна работа во медицина, значи совршена медицина не постои, најверојатно нема ни да постои уште долго време. Се уште ќе умираат луѓе, ќе умираат и млади луѓе од болести кои што може се превентабилни, кои што може да бидат спречени. Меѓутоа се стремиме се повеќе
да главната придобивка на медицината да ја добиеме, а тоа е да спречиме, а не да лечиме. Значи, рано е доколку одиме на преглед за диабет, нели, че диабетот ќе биде откриен, шеќерната болест ќе биде откриена порано, со тоа ќе бидат спречени компликациите кои што настануваат како резултат на шеќерната болест. Значи, неоткриена шеќерна болест за 2-3 години може страшни оштетувања на туку речи на сите системи да направи. Меѓутоа, замислите каква би било предност да може да имаме вакцина која што ќе се стави да не може да се добие шеќерна болест. Значи, тоа најверојатно за поголемиот брел од системските болести не може да биде направено. Меѓутоа, со овие инфективните болести, страшна придобивка е тоа што некои болести од кои што децата станувале инвалиди, од кои што се загубеле животи порано, сега со 2-3 боцкања Речи се да не постои ризикот. и не постои никаков проблем понатаму. Значи, уште една работа само сакам да спомнам. Значи, лобито антивакцинално, кое што го има во целиот свет, па така и кај нас како дел од ова глобално село светско, ја дава уште една причина за дека од вакцините некој заработувал многу пари. И точно е дека секоја една работа која што се продава на пазарот, па макар бил тој и пазарот на лекови и на вакцини, чини средства. Значи, Македонија издвојува неколку милиони евра годишно за вакцини, а Македонија е само 2 милиони, значи се работи за средства кои што се потрошени. Меѓутоа, ако некој денар во нашиот буџет е добро потрошен, тоа е денарот потрошен за вакцини. Затоа што така ако размислуваме дека е за пари, тогаш можеби не треба ни да земеме да купуваме ни млеко, ни храна, ни други лекови. Значи, сите парацетамол даваат, сите даваат ибупрофен на децата, а од парацетамол и од ибупрофен има поголеми веројатност за несакани ефекти отколку од вакцините што има. Меѓутоа, не сум слушнал јас од овој од антивакциналниот камп да речат не, јас не давам парацетамол кога има детето 39 со 5 температура. Туку парацетамол уште на 37 ќе даде. А да се вакцинира, значи, прочитајте ги несаканите ефекти на парацетамол, на ибупрофен, на кој да е лек прочитајте. Тие нели чинат пари. Значи, тие чинат пари, цигарите чинат пари, а знаеме дека се штетни, значи пишува на нив, значи утврдено е тоа без никаква дилема дека се штетни, меѓутоа во Македонија има се уште, не знам, 100.000 пушачи. И сега нешто што знаеме апсолутно дека е штетно, и алкохолот, кој сакате пример, се чини пари. Значи така ако гледаме, тогаш не треба ништо. Така функционира. Така функционира, точно е. Значи, живееме во светот каде што средство за плаќање е денар или долар или не знам, или евро. Значи, така ако размислуваме, треба ништо да не купуваме. Телевизорот чини пари. Зошто го купуваме тогаш? Нормално, во секоја индустрија се. Точно така. Значи, меѓутоа треба да размислиме дали се тоа добро потрошени средства или лошо потрошени средства. За вакцините верувајте дека, значи, јас пак ќе речам, еве ХПВ-то како пример. 50 жени после 20 години што треба да добијат рак на грло на матка, нема да добијат. Колку чини еден човечки живот? Па нема цена. Затоа што утре, реално нема цена, меѓутоа се има цена не. Затоа што утре нема да може да оди на работа жената, од кој ќе се разболи. Ќе треба да се оперира. Значи, квалитетот на живот неизин од 10 оди на не само незиниот, на сите и на целото семејство, точно така. Значи, не само незиниот, точно. Еве сега ја ставаме неизи во прво лице. Меѓутоа, можеби лош пример земав, меѓутоа со нешто мора да покажеме ние. И сега утре изгубени денови за работа, намален квалитет на живот неизин и на целото семејство, трошоци за медицинскиот систем, значи се е битно не. И тоа сето може да се избегне со 2 боцки.
Споменавме која корист од вакцините, да кажеме кои се последиците и колку сериозни можат да бидат тие доколку не се прими вакцина. И спомнавме сега последиците. Значи, вакцинирањето се прави против болести кои што се смртоносни. За еден добар дел кои што рачунаме дека веќе се искоренети. Меѓутоа, тука се тие околу нас. Да се искоренети, еве вариола вера искоренета и не се става вакцина за неја. Последниот случај е, мислам, 70 или може и пред 70, прва, втора година е забележа. Значи, веќе 40 години нема вариола вера во светот. Полио има во Авганистан. Во Пакистан. Значи, последиците се сериозни во однос на сериозни заболувања кои што може да ни се случат нам, на нашите најмили, на нашите деца, доколку се уште ние имаме, така го викаме, групен имунитет. Значи, групен имунитет е доколку еден добар дел од луѓето околу вас се вакцинирани и да дојде некој пример. За полио имаме над 95 и повеќе посто успешност на вакцината, покриеност со процент. Така да и да дојде од страна некој со полио, групниот имунитет ќе го штити тој што може би, еве, конкретно, доколку имаме некоја тешка болест, нели, има контраиндикации за вакцини. Значи, тешка болест е човек, условно кажано, со имунодефициентен, било каков синдром, значи со намален имунитет, сигурно дека нема да биде вакциниран. Меѓутоа, групниот имунитет на луѓето кои што се вакцинирани околу него ќе го штита тоа дете. Затоа што нема како да дојде вирусот на полио до него. Затоа се искоренуваат тие болести со така. текот. Меѓутоа, кога доволно голем процент на луѓе ќе прекинат да примат вакцини, тогаш групниот имунитет се губи и болестите кои што рачунаме дека се искоренети, повторно влегуваат во нашите животи. Доктор Трендафилов, јас ви благодарам многу на вашето гостување, ви посакувам успех вас во вашата работа и на сите вработени во здравствениот дом и се надевам дека ќе ви имаме повторно како гостин во некоја наредна емисија. Така, јас ви благодарам на поканата, еве да ги поздравиме вработените на Секако. нашата здравствена установа, здравствен дом Кавадарци и поздрав и до гледачите на вашата ценета телевизија. Ви благодариме. Почитувани гледачи, вие во продолжение ќе ги погледнете рекламите.